По 2 години пауза од форматот кој што го знаеме, се враќаат бадниковите поворки на улиците по македонските градови. Ќе биде убаво за празникот, јас кажав и пред вестите во 9 часот, во цел овој турбулентен период во кој што живееме, дефинитивно со дечињата и со бадниковите поворки ќе биде убаво да се започне 2023 година. Година која што ќе ни донесе и многу надеж. Добро утро за Марија Саздева од Здруженијето Бадникови поворки, со која што ќе му обетиме малку повеќе околу деталите за целата оваа манифестација. Многу не мерек што си ни гостинка во студија. Добро утро. Добро утро, потврдувам. Така, добро утро за многу години. Прво денеска Светина Омохридски, 5 јануари, а во очи Бадник, 6 јануари, кога илјадници деца низ улиците на 62 градови и населени места во Македонија радосно ќе го најавуваат Христовото раѓање. Како вистински ангели, со звездичка во рака, која што ја символизира Битлеемската звезда, ќе се упатуваме кон Божикните пештери, кои што пак го символизираат самиот настан, нели, таму каде што се случило Христовото раѓање, за да ги поттикнеме сите луѓе во јаслите на своите души, да ги родат и возобноват одново љубовта, радоста, среќата, споделувањето, простувањето кон ближниот. Тие се чувства кои што ни недостасува, емоција која ни недостасува да си ги исполниме срцата. Нашата традиција, зборувавме со Ване, толку е убава, со обичаи. Секој крај од нашава држава има посебен обичај. Таква една убавина која што си ја имаме, најважно е да ја возобновиме, а со тоа што ќе ја пренесеме на идните генерации, кој е значењето на овие бадникови поворки. Многу убаво кажа. Имаме толку убави обичаи, толку убава наша православна традиција, а нашите деца, покрај сите електронски апарати со кои што комуницираат, многу повеќе познаваат другите традиции. Например, ако не постои, нескромно ќе кажам, ова што го правиме денес, поимот за Божик кај нашите деца ќе бидат подароците по делката. Тоа е лажна представа за Божик. Божик не е само во рамките на семејството. Спасителот не се раѓа за само да си прославиме со сопругот, сопругата и со децата во кругот на трпезата, да се најадеме и следниот ден да бараме совети за детоксикација. Да биде богата трпезата. Да биде богата, што побогата, да натрупаме, да има украси, да ги празнотијата на душата да ја исполниме со сите тие украси кои што ќе ги наполнат и задоволат останатите сетила. Малку подоцна ќе бидат гледачите премиерно, значи нека простат за овие подочници, нели? Меѓутоа, ете, радосно објавувам дека и новиот спот е готов и ќе ја пренесе токму таа порака, малку подоцна ќе зборуваме новиот спот за вечниот Бог, е веќе подготвен и објавен официјално и ја пренесува таа порака. Значи, користиме најпопуларни личности меѓу младите, да речеме една Антонија Гиговска која што ја обожуваат, а во исто време приказната е прекршена со таа топлина на домот, пренесување од постариот кон помладиот на преданието на православната традиција. Јована, вети дека ќе биде годинава дел со дечињата на бадниковите поворки? Јас имам 2 деца кои што ги воведувам во традицијата, во обичаите, колку можам пренесувам со надеж дека пред ќе ги наполнам душите нивни со задоволство, со среќа, со љубов за значењето на празникот, а и со надеж дека ќе продолжи понатаму таа традиција, дека тие ќе пренесуваат. Еве сега ќе се согласиш дека некогаш како родители не сме многу мокни кај сопствените деца. Значи има познати личности кои што ги водат. Затоа нам не се многу потребни. Антонија Гиговска како идол на тинеџерската генерација. Мене тоа ми се златните славејчиња, еден Јован Дукмеджиев, Марија Јанчевска. Да. Децата од проектите Дајте музика и Тин Камп. Па тоа се идолите на нашите деца. Да, браво. Затоа ги користиме нив секако во најубава смисла на зборот кажано, бидејќи па и нивните семејства ја чувствуваат мисијата на бадниковите поворки, за да им се обратиме на нашите деца.
Повторно убав спој на луѓе годинава кои што ќе ја пренесат пораката. 2 години се одржува во малку поинаков светло бадниковите поворки, што како новитет ќе ни донесе годинава. Масовност дека ќе има знаеме, следиме на Facebook на бадникови поворки, фотографии, видео од првиот ден кога почна целата организација. Јас нешто што забележуваме, само од секој град само пишуваат и ние ќе бидеме дел, и ние ќе бидеме дел. Да, како изработуваат звезди, пештери. Предпоставам дека веќе организацијата е готова, при крај. Да, љубов, таа радост која што те понесува затоа што пренесуваме топла искрена порака. Јас во бадниковите поворки како член на здруженијето се обраќам како мајка, како православна христијанка. Јас не сум дел од здруженијето заради никаков личен бенефит, некаква финансиска полза, значи сите ние вклучени во оваа мисија сме волонтери и наша најголема сатисфакција е тоа што нашиот народ сето тоа го препознава. И од тука оваа година, за разлика од пред 2 години, кога ги имавме бадниковите поворки во овој формат, во оваа форма низ улиците на Македонија, кога бевме 40 градови и населени места, ете сме оваа година веќе 62 пријавени до овој момент. Значи се пријавуваат од многу села. Само се пријавуваат и кажуваат што треба да направиме за да учествуваме. И ние ќе дојдеме. И велиме само треба да сакате. Значи многу често не прашуваат треба ли да имаат звездичка, ни пишуваат пораки да се пријавиме, а за звездичка, а мора ли да дојдеме да вежбаме. Некаде нема каде да ја вежбаме песната Вечниот Бог. Ништо од тоа не е неопходно. Значи, ние сме посветени на суштината на празникот. Тоа е целта на бадниковите поворки, не на формата. Значи, звездичката е форма, таа си е символче на Витлеемската звезда. Божикната пештера не подсетува на настанот што се случил во палестинското село Витлеем. Меѓутоа, се е тоа залудно ако ние пак ќе се навратам нели во јаслите на нашата душа, не го доживееме тоа. Значи тоа си се символи. Песната е ангелска, децата ја пеат и ја повторуваат додека се поминуваат нели тие патеки на бадниковите поворки, па сигурно најмалку 15 на пати. И тие што не ја знаат, ќе ја научат. Стихот свет, свет, свет си и пресвет Господи го знае буквално секое детенце, така што навистина немојте да се оптоварувате со таа форма. Сјајот на вашето лице, тоа здружување во името на славењето на Христа, ќе направи навистина да го најдостоинствено и најсвечено да го најавиме Христовото раѓање, бидејќи бадник е предвесник на Божик. И кажував на Јована првата година колку имаше интерес од регионални медиуми, кои што ги следеа првите бадникови поворки, на тоа се сеќавам и дефинитивно што првата година оваа манифестација некако регионално не прослави, да, и верувам дека и годинава ќе биде така. Се надевам дека годинава повторно ќе ги врати назад. Многу се надеваме од причина што навистина после 2 годишна пандемија на затвореност, нели сите ни недостасува тоа, па нашиот народ, нели Марија, научен на такво заедничко славење. Кога паметам наша генерација мали сме биле околу соборен храм ќе се соберат илјадници луѓе и сите улици се затворени. Е така и за бадниковите поворки. Ништо друго не е важно на тој ден. Што е поважно? Сите се со една енергија, со една мисла, со дојдени, собрани. Како беше насловот сега? Да. Како беше? Највеличествената Божикна манифестација на Балканот. Да. Така објавува регионалните медиуми. Таков наслов објавува регионалните медиуми. Највеличествениот бадник во православниот свет. Да. Нека се возобнови повторно тој наслов, нека ги полни таблоидите. Може ли уште еднаш да подсетиме за местото на настанот? Каде сите тука се собираат, како, кога тргнува поворката, како, во кој, сигурно имате вие некој план како сето тоа се движи, затоа што многу луѓе ќе има собран. Значи се има свој протокол, нели? Се треба да биде максимално обезбедено, сите институции се информирани, секаде се има брза помош, се има обезбедување од Министерството за внатрешни работи, значи тоа е една многу сериозна организација и сето тоа со Божја помош, нели, секако. И со негово просветление се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред, како што било и сите изминати години, бидејќи сме имале ситуации, Ване многу убаво се сеќава. Снег, јас бев и бремена со керкичката сега, значи беше можеби минус 15 степени. Во зима како што има Скопје. Во поодмината бременост. Утрото пред бадниковите поворки
врне снег. Одеднаш стана лизгав камениот мост. Нормално е ние како организатори, нели, да се возбудиме. Дали тогаш имаше пријавено околу 5000 деца за Скопје зборувам во овој момент. Дали ќе се случи тие кои што се пријавиле да дојдат? Па луѓе, нели се случи во еден момент како од благослов од небото да се излева. Значи, се растопи патеката, омекна снегот, омекна и нашите души и се случи, тогаш имавме и концерт и ти фотографираше. Да, се сеќаваш? Кога беше и Божикната представа, пред Свети Димитрија. А ова година сме на градскиот плоштад, за да не собере во уште поголем број, на градскиот плоштад Македонија. Значи, информациите за Скопје се. Утре, Бадник ден, најпрво во некои општини се организираат и некои градоначалници не поканија со коледарчињата малски да ги поминеме, да ги допре благословот што се вели. Значи, во некои скопски општини во 10 часот ќе се случи прво пред општината коледарчиња од општината да бидат пречекани од градоначалниците. Но тоа што е за сите, информација е дека во 11 часот се собираме на градскиот плоштад. Најпрво ќе имаме еден мал божикен концерт на кој што ќе го промовираме и спотот и песната за вечниот Бог, третата верзија со Антонија и Ламбе. Значи, официјалната промоција ќе се случи таму, заедно и со Златните славејчиња. Еден мал концерт додека се собираме. Тука ќе бидат Пере Нокаут, Вера Милошевска, Димитар Андоновски, Ламбе и Антонија ги спомнав, и Стефан Next Time и Златните славејчиња. Значи, мал концерт од 20 на минути. Ќе делиме звездички за оние деца кои што немаат или да ни се подготвени, а многу деца имаат подготвено и од дома, возбудата расте. И после малиот концерт ја формираме најголемата поворка. Во Македонија се случува во Скопје. Овој пат нема да кажам колкав број на деца, очекуваме многу повеќе од сите изминати години. Тргнуваме преку камениот мост, плоштадот Свети Димитрија и се до соборниот храм, каде што децата ќе бидат пречекани од неговото блаженство, господин Стефан, и ќе бидат дарувани со коледарски дарови. Значи, тоа е за Скопје, за сите останати градови и населени места. Ќе ни треба половина час да ги прочитам. Ги имам сите на Бадникови поворки на Facebook страницата. Ќе ги има патеките. Значи, генерално, во поголемите градови се случува мал божикен концерт. На плоштадите, сигурно. На плоштадите. А во останатите помалите места, значи, патеката е од некое значајно место, да речеме на сред село, па до храмот во самото... До црковниот храм, секако. Ова си е побожно славање на Бадник и на Божик. Оваа манифестација поврзува една многу исто така важна работа во мешани средини, мултиетнички средини, каде што дел од традициите биле и заборавени со години, на многу добар одзив најдуваат поворките, но и од страна на и останатото население, од другите вери, кои што навистина излегуваат дури на улиците да ги поддржат дечињата. Има кејф што во нивното село. И тоа како ги поддржуваат. Значи, Јована, како ги поддржуваат, може Ване подоцна да ти покаже некои фотографии. Толку достоинствено. Значи, како што поминува поворката на деца, луѓето кои што се од друга вероисповед, застануваат на страна, значи го оставаат просторот секако, се поклонуваат. Значи, знаат дека пештерата, нели, како символ, за нас е нешто навистина свето. Пештерата која што е символот на Христовото раѓање, се поклонуваат на децата, затоа што пак тие се символ на ангелите и на таа најчиста љубов, значи радоста што ја пренесуваме, ние не е врзана ниту за пол, ниту за вера, ниту за било каква определба. Јас само посакувам времето пред се да ви излезе во пресред, а ќе излезе со тоа што веќе најавивме дека ветрот од денеска, од вчера пладнето, денеска ќе дува, маглата ќе ви ја истера. Ако ви кажам дека воопшто не сме погледнале временска прогноза, да ти кажам ли зошто? Надевам дека тоа. Затоа што човекот што сака, ништо не може да го спречи. Да. Толку. Тоа е. Имало магла, па на магла излеговме да славиме и Нова година. Ке сме се загушеле, нели, од маглата, па дојдовме на работа.
Што е тој еден час заедничарење, исполнување на душата со најубави чувства во споредба со сите други банални работи за кои што одвојуваме време и не се плашиме. Не, така е, вистина е така. Да. И би сакал за самиот крај, пред да го погледнеме спотот, малку да се навратиме на почетоците, кога почнуваше оваа манифестација. Кога решивте да ја возобновите, масовно беше што од првата година и се знаеше всушност дека манифестацијава ќе почнува да станува белек? Така, ти ја познаваш и медиумите ја познаваат од времето кога е масовна и кога се вклучивме, ајде да речеме во тој период и јас бев веќе јавна личност. Значи се вклучија ликови, познати ликови на јавноста од светот на музиката, нели новинарството, актери, најразлични музичари и така натаму. Инаку до тогаш многу ревносни христијани, едни помали групи, нели, на семејства со деца и нели оние наши бабички кои што ги знаеш, кои што ја носат она најубава енергија, а сакајки да остават своја трага во овој живот пред да заминат, да останат нешто и да пренесат, од 2009 година е возобновена традицијата на бадниковите поворки. А она што масовно ја знаеме, тоа се последните 6 години заради учеството на многу познати личности за да ја етаблираме и истакнеме во јавноста и за да ги повлечеме децата да можеме да ја пренесеме пораката која што сакаме да ја пренесеме. А тоа се прави успешно дефинитивно. Нема дете што не знае и не зборува за бадниковите поворки овие денови. Тоа е најголемиот успех. На страницата ќе видите што се ни испраќаат. Направивме звездички, направивме 20 звездички, распустот ни е звезден, се подготвуваме, песничката ја знаеме, се снимаат во домашни услови. Поголема радост за нас нема, тоа значи дека цела оваа мисија, ние 40 дена на Божиќен пост сме во деноноќна работа за се да биде подготвено во најдобра можна смисла и кога гледаме дека пораката допира, навистина душите ни се полни. Тогаш знаете дека мисијата се исплатила и тие непроспиени ноќи и подучници, дека и да не се исплатеше, ние тоа ќе го направевме, значи секако, благословот си е тој, но фала му на Бога што толку брзо допира, а тоа ќе го видиме сега во спотот, само тоа сакам да потенцирам, значи да го погледнат гледачите тој спој, ќе видат како Ламбе и Антонија се толку модерно представени. Значи ние ги носиме ни во минатото, ова е модерна приказна, како постарите низ разгледниците ја пренесуваат традицијата на децата и акцентот е ставен на луѓето кои што се осамени. Се извинувам што одземам многу време. Марија, не, благодариме. Таман сме си со време. Да е до мене и до Јована би разговарале уште нешто да ќе да прашаме, ти благодариме. Посакувам оваа традиција да трае. Дај Боже. И само да се пренесува. И да се пренесува од генерација на генерација. Толку. Да. Благодариме за гостувањето. Најголема благодарност се гледаме на поворки 6 јануари, 62 градови и населени места, ајде сите да не допре радоста на Христовото раѓање. И сега Марија би сакале уште една молба и честа да биде наши нагледачите да го најавиш спотот бидејќи премиерно ќе го погледнеме на јавниот сервис. Така се погоди, така се погоди. Да, и чинам дека со се ова кој што го каже и навистина јас сум целата под внимание, сакам да го погледнам и сакам да ја видам таа енергија како што велиш традицијата во модерното време. Така го доживувам она што го кажуваш. Она што нашите гледачи се навикнати да го гледаат за Божик и за спотовите кои што ги гледаме така светкави, блескави. Овде во полн сјај е состојбата на духот. Тоа ќе го почувствувате. Значи нема да има на спотот, практично нема полна трпеза. Пренесена е емоцијата од повозрасните членови на семејството кон помалите. Бездомните луѓе се донесени на трпеза да почувствуваат топлината на празникот. Пак ќе кажам, Антонија и Ламбе се безвременски поставени на локации, најубавите локации во Македонија. Тоа е Охрид, изворите на Свети Наум, над Куратица, Галичник над Куратица. Нивните ликови се од денешно време, децата се од денешно време, приказната е современа, Дејан Пројковски, Стојан Стојановски и Горан Наумовски се гениалното трио кое што 3 години создаваат божикни приказни кои што го допираат народот. Им благодариме бескрајно. Ајде да погледнеме. Да погледнеме. Време. Благодарим уште еднаш за гостувањето и нека ни се стрекне празниците. За многу години Христос се роди. Вистина се роди. Одиме со спотот.
Вечниот Бог слезе и во дева се всели. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Царот на сите и Господ дојде Адам да го преобрази. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Мудреци од исток доаѓаат, дарови да принесат достојни. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Да се поклонат на Господа во пештера родениот. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Светлина на светот му засветли и тие во мракот ги осветли. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Сите на Христа да му